Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Адханом кажа дека идентификуван како контакт на лице позитивно на COVID-19 и дека мора во самоизолација, но додаде дека се чувствува добро и дека нема симптоми. Идентификуван сум како контакт на лице кое што имало позитивен тест на COVID-19. Добро сум и без симптоми, но во следните денови ќе морам во самоизолација. Во согласност со протоколите на СЗО ќе работам од дома, напиша генералниот директор на СЗО на Твитер, пренесува Reuters. Британските медиуми известуваат дека принцот Вилијам криел дека бил заразен со коронавирусот, откако беше посочено во јавноста дека во земјата е започнат вториот бран на коронавирусот. На површина се појави веста дека внукот на кралицата уште во април бил инфициран со COVID-19. Како што се вели во известувањето, близок извор до кралското семејство за Сан открива дека во тој период бил заразен и премиерот Борис Џонсон, поради што кралското семејство не сакало да крева дополнителна паника во јавноста. Епидемиологот Ентони Фаучи, советник на Доналд Трамп, ја критикуваше стратегијата на владата на Трамп во управувањето со вториот бран на епидемијата на коронавирусот, на што Белата куќа возврати со обвинување дека сака да го ослаби председателскиот кандидат пред изборите. Ентони Фаучи, кој долго време беше главен советник на председателот за пандемијата, во интервју за Вашингтон Пост објавено во саботата рече дека Соединетите американски држави не можат да бидат во полоша позиција во време кога нагло се зголемува бројот на заболени од коронавирус. Ки имаме проблеми, предупреди Фаучи, кој што е директор на Институтот за инфективни болести. Ситуацијата не е добра. Тој рече дека Доналд Трамп повеќе не ги прифаќа неговите препораки и сега предпочита да работи со неврорадиологот Скот Атлас, кој што се залага за целосно затварање на американското општество наместо заострување на превентивните мерки.